Благодарам. Добар ден на сите, навистина ми е драго што сум во Штип и сега вака идејки навака си правам ретроспектива и сватив дека практично додека бе во образование, дојдов во Штип, сега во Правда, првата доаѓање на трибина со граѓани повторно во Штип. Не знам што е причината зашто тука ме распределуваат, ама можам да ви кажам дека ме убаво кога доаѓам овдека и до сега мислам дека мотивацијата е добра да дојдам и следниот пат. Имајќи во предвид дека веќе 7 месеци најмалку сум во Министерството за правда, можам со чисто срце да ви кажам што направивме во изминатиот период и практично каде одиме некаде до јуни месец со цел да ги задоволиме оние стандарди кои што се поставија пред нас. Трансферот во Правда ме донесе пред нови предизвици, а тоа беа исполнување на основните критериуми кои што се бараат за членство во НАТО и отварање на преговори со Европската Унија. Минатата недела беше во Македонија Даниелсон, каде што неколку министри бевме присутни на тој состанок. Имавме можност да презентираме што сме направиле досега на реформскиот пат и јас лично сум задоволна од она што можевме да го кажеме на делегацијата од Брисел, заради тоа што навистина се направени сериозни чекори во она што значи приближување на македонското право и исполнување на оние критериуми кои што ги бара Европската Унија од нас. Процесите кои што се одвиваат не се лесни, особено што секогаш вклучуваат, и вие сте свесни за тоа, конфликтни интереси од различни групи во рамките на сферата која што се регулира во правдата. Значи, јас кога влегов во Министерството, реков дека еден од првите чекори што ќе ги направам, ќе биде намалување на трошоците на извршителите. Поминавме еден тежок процес на усогласување на законската рамка, но не отстапивме од она што беше зацртано во нашата владина програма, а тоа е дека трошоците навистина ќе се намалат. Донесовме закон кој што дава еден правичен систем на извршување, но ги скратува можностите за неосновано или големо богатење на извршителите за сметка на граѓаните. И тука воведовме и одредби кои што даваат дополнителна заштита на оние граѓани кои што се од ранливите групи. И секако и заштита да не може да се извршува врз одредени категории на примања кои што досега на некој начин се злоупотребуваше системот и беа блокирани сметки на лица кои што се социјални случаи, кои што примале хуманитарна помош и слично. Значи, направивме една листа, но и еден соодветен систем во кој што лицата кои што примаат социјална помош, кои што примаат стипендија, кои што примаат хуманитарна помош, алиментација и многу други ставки не смеат да бидат блокирани. Дури ако се случи грешка, што не би смеело, во тој случај ниеден трошок не смее да падне нити за блокирање, нити за одблокирање на лицето кое што е должник. Имаше одредени реакции од Комората на извршители. Разговаравме, јас сум свесна дека тие не се задоволни и срекни од она што го донесовме како законско решение, но исто така сум срекна и сум свесна дека граѓаните се срекни и задоволни и мислам дека тоа е примарниот фокус што не движеше во тој процес на носење на законот. Воведовме една одредба која што практично ќе значи голема заштита на лицата кои што не можат да си ги платат основните трошоци за живот, а тоа е комуналните сметки. Тука ставивме законско ограничување дека трошоците за извршување не смее да изнесуваат повеќе од 20% од главниот долг. Значи, не можете да ставате да билдате по големи трошоци. Имавме ние навистина ситуации во кои што по 10 пати беше поголема сметката на крајот, што ја плаќате со извршителските трошоци, отколку она што беше почетната комунална сметка. Зашто воведовме вакво ограничување? Заради тоа што почетната премиса е дека лица кои што не плаќаат комунални сметки не го прават тоа од кеф. Денеска вие сите знаете дека после неколку неплатени сметки се исклучува струја, вода и слично. Значи тоа се основни потреби за граѓаните и треба да им овозможите тие што закасниле да платат или не можеле, да можат по некој начин со помали трошоци кои ќе имаат средства да си ги надоместат тие трошоци. Овие денови, значи, излезе и новиот трошковник. Го согласивме со одредбите на законот, ќе видите во нив излезене во службен весник, дека 16 ставки кои што порано се
плаќаа, сега веќе нема право извршителите да ги наплатуваат. Голем дел од другите трошоци се намалени за 50%, некои дури и повеќе, заради тоа што сметавме дека беа нереални приходите кои што ги добиваа извршителите. Исто така направивме измени во Законот за нотаријат, каде што ставивме дека граѓаните не може да плаќаат судска такса за издавање на нотарски платен налог за комуналните трошоци. Значи, да ставате дополнителни трошоци, тоа повторно ја билдаше сумата нагоре, така што во тој дел направивме исклучување од судските такси. Ми велеа многу економисти ќе биде тоа удар за буџетот. Значи, подобро да биде удар за буџетот, отколку да биде удар за буџетот на граѓаните, заради тоа што тие плаќаат нотарски трошоци, потоа плаќаат извршителски трошоци. Кога судот тука нема улога, јас не гледам никаква причина да плаќаат судски такси, затоа од тие причини го тргнавме плаќањето на судските такси. Нотарската награда ја намаливме на 10% со ограничување не повеќе од 500 денари. Значи, не може да биде нотарска награда повеќе од 500 денари кога станува збор за плаќање на комунални сметки, односно издавање на нотарски платен налог за комунални сметки. Секако ако сметката е помала, ќе оди до 10% од висината на таа сметка. Понатаму, покрај Законот за извршување и за нотаријат, во собраниска процедура, значи кој што овие се веќе донесени, нотарската тарифа и извршителската тарифа, но во моментот во собраниска процедура ни се пуштени неколку закони. Еден од нив ни е Законот за прекршоци. Основната цел беше дека кога некој ќе сгреши, ќе направи прекршок, значи тоа не е кривично дело, дали е поединец, дали е фирма, не треба казнувањето да биде ригорозно да го уништите или човекот или фирмата. И затоа прво направивме пристап дека ако некој направи грешка еднаш, треба да му дадете опомена. Ако ја повтори грешката, тогаш давате глоба. Значи, целта беше дека дури таа глоба мора да биде намалена, заради тоа што глобата не треба да ја затвори фирмата, не треба да го банкнотира човекот, значи, на некој начин треба да биде глоба која што ќе ве предупреди да не сгрешите, но не треба да наруши сериозно вршење на одредени дејности. Направивме рамка во законот која што вели дека треба да има разлика меѓу глобите за малите фирми и за големите фирми, зашто не е исто да некој трговец, некоја помала фирма со помалку вработени и некоја голема фабрика која што има. Значи, ако ставите иста казна, не сте го постигнале ефектот на казнувањето, не ги предупредувате големите со символични казни. И затоа направивме дека практично за малите фирми новата глоба треба да биде од 50 евра до максимум 2000 евра, значи не повеќе од тоа, и тоа ќе зависи од каков прекршок направиле. Значи мора да се цени колкав е приходот на фирмата, бидејќи малите фирми не се сите исти по приход, значи според нивниот приход и според видот на прекршокот. И ако се направи споредба по стариот закон, таа глоба изнесуваше 5000 евра. Значи сега од 5000 на 2000, тоа е сериозно намалување. Кај средните и големите предпријатија, минималната глоба ќе биде 250 евра, додека пак максималниот износ ќе биде 10.000 евра. Тука сакам да потенцирам дека има одредени прекршоци каде што во согласност со правото на Европската Унија ќе може да се изрекуваат и повисоки глоби. И тоа е за заштита на животна средина, заради тоа што тука сакаме да потенцираме дека има поголемо добро што штитиме. Значи фирмите мора, сите фабрики да бидат свесни дека ако ја загадуваат животната средина, глобите нема да бидат мали и символични, него ќе бидат сериозни. Понатаму, каде што има, да речеме, нарушување на или оштетување на културно-историско богатство на Република Македонија, и во тој случај треба да имате некаква глоба која што ќе го заштити доброто. Значи се прави и од тој аспект разликување, но целта ни е да има прво превенција, тоа значи опомена, разумно казнување, освен во оние области кои што се посебно заштитени, кои што навистина сметаме дека треба да ние како граѓани имаме потреба да имаме посебна заштита во тој дел. Понатаму други закони кои што ни се
во собраниска процедура, ние законот за судови, и ја знам дека многу граѓани мака-мачат со судовите. Значи, многу судски постапки траат долго. Еден од законите кој што во моментов е во собраниска процедура е законот за управни спорови. Значи, јас од мојата пракса, не како министер, како професор, сум видела судски случаи пред управни судови што траат со години, а може да се решат лесно. И тоа зашто траат со години? Заради тоа што судот си правеше пинг-понг со институцијата. Значи, Министерството ќе ве одбие, па ќе одите ќе тужите на управен суд. Управен суд ќе укине одлуката или решението на Министерството, ќе го врати на повторно одлучување. Овие пак ќе донесат некое решение што не е соодветно, пак ќе тужите. И све така си праја, напред-назад. Сега таа можност им ја скратуваме на управните судови, значи тие ќе мора да го решат спорот. Ако Министерството не постапи како што треба, судот мора да реши, да постапи. Значи, на тој начин го спречуваме непотребното шетање на граѓаните. И воведуваме казни за министрите, за службениците кои што не постапиле согласно судската одлука или ако не пратат документи. Значи, некоја се случуваше, не може судот да одлучи заради тоа што Министерството не праќа документи. Ако не праќа од објективни причини, е една работа, ама ако не праќа заради пропуст, заради немање волја, тогаш ќе си има казна и за министерот, и за службеникот кој што е задолжен за тој предмет, така што на тој начин сакаме да дадеме ефикасност на судските постапки. Во делот на другите реформи во судството добиваме позитивни оценки од меѓународната заедница, особено од Венецијанската комисија, бидејќи ги внесуваме европските стандарди во регулирањето на постапката која што се однесува на работењето на судовите, одговорноста на судиите, воведуваме и елемент на одговорност на судскиот совет, бидејќи судскиот совет е оној орган кој што треба да води грижа за независноста на работењето на судовите, но исто така и за почитување на правото од судовите и од судиите. Не може судиите да бидат заштитени без оглед дали работат правилно или не, значи тие мора да одговараат, но исто така треба и судскиот орган, односно судскиот совет кој што води грижа за судовите да биде одговорен ако не си ја работи работата. Ние видовме многу случаи кај што се отвара јавно случаи за одредени судии кои што работеле или не работеле согласно со закон, ама судскиот совет остана нем. Закон кој што беше во сферата на Министерството за правда и беше изработен, беше законот за спречување на корупција, кој што практично постави строги правила за однесувањето на функционерите и на носителите на јавни функции. Видовте дека вчера се избра Државната комисија за спречување на корупција, кога го правевме моделот кај што треба да има јавни интервјуа на членовите, можност да ги испрашате, да видите што е нивната визија за борба против корупцијата, што е нивниот бекграунд, многу ни вика како ќе изгледа ова во собрание, како во судница ќе ги испрашуваат. И стварно, која видов иконографијата, така делуваше. Седнати членовите на комисијата на главната маса, седи тој што го испрашуваат, но тука имаше и представници од медиуми, од невладин сектор, од МАНУ, интеруниверзитетската конференција ја ставевме со цел да има поголема јавност. Многу работи се изфилтрира, многу работи се дознаа во текот на тие интервјуа. Секогаш може да има простор да се сгреши во одредени ситуации, но составот кој што го видовме вчера, јас очекувам да даде сериозен придонес во борбата против корупцијата. Тие ќе треба да толкуваат дали има корупција во вршење на јавни функции, но ќе треба и да толкуваат дали има судирни интереси, ќе треба да толкуваат и да одлучуваат дали има корупција во вршење на јавни набавки, ќе треба да одлучуваат за финансирање на политички партии, на изборни кампањи. Еве вчера ги распишавме изборите, значи председателот на собранието. Со овие избори сега прв пат ќе биде на тест ставена таа антикорупцијска комисија. Да се види, се трошат ли буџетски средства во кампања или не. Партиите од каде примаат донации за водење на кампања. Како се трошат тие средства. Дали е фер надпреварот или не. Сето тоа се прашања кои што ќе бидат поставени пред Државната комисија за спречување на корупција и таа е таа која што ќе треба да даде одговор и секако да постапува. Особено што тука има многу кратки рокови за одлучување и ќе видиме веќе нивни одлуки во текот на самата изборна кампања. Во делот на
Другите области кои што ги работиме во Министерството за правда, пуштане во собраниска процедура Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, сакаме да ја доближиме секоја информација до граѓаните на наједноставен, најлесен начин да бидат информирани. И тука за прв пат внесуваме да граѓаните имаат право на пристап до информации за финансирањето на политичките партии. Може би на некој тоа нема да му се допаѓа, но јас сум сигурна дека на граѓаните ќе им се допадне, особено на медиумите, особено на оние кои што сакаат да работат, да истражуваат, да пишуваат за теми кои што досега беа затворени како некоја најголема тајна во одредени политички партии. Така што транспарентноста, олеснувањето на животот на граѓаните, поедноставување на судските постапки, овозможување на поефикасно судство со оние темали на кои што работевме во Министерството за правда изминатиот период и секако ќе продолжиме понатака со цел и со очекување дека навистина во јуни ќе добиеме препорака за отварање на преговори. Јас, следејќи го она што досега го работевме и она што ни е зацртано како задача и план, навистина очекувам отварање на тие преговори. Ви благодарам.